Во јуни имавме најниско инфлацијско ниво во регионот, иако за економијата времињата се предизвикувачки, изјави премиерот Христијан Мицкоски правејќи паралела со економските случувања во регионот. Ние во моментот во јуни успеавме да имаме најниско ниво, споредено со сите држави во регионот. И посебно ме радува што кај храната таа е некаде околу 2,5%, односно кај обувките и облеката околу 2,1%, односно е под 3%. До 3,4% контрибуираат тутунските производи и алкохолот и исто така транспортните услуги поради високите цени на горивата. Се надевам дека ќе заврши ова конечно во заливот и ќе можеме да планираме, би рекол, поструктурирано и појасно во периодот што следи, но и да продолжи. Ние имаме план, имаме доволно резерви како да одговориме на овој предизвик. Според вообичаените параметри имаме најниски цени на горивата. Статистички имаме најниска цена и убедливо најниска цена. Некој ќе рече, ама нашата плата кукава е цената на бензините и на дизел. Да, така е, но тоа е брзански производ. Тоа не зависи од предприемачка логика, тоа не зависи од политики на влада, тоа е брзански производ и сите од иста берза купуваме. Процесот е како го менаџираме од тој момент додека го користат граѓаните. Овие резултати, вели Мицкоски, се евидентни покрај дефетизмот и негативната енергија од страна на опозицијата. Ке банкротиравме 24-та, па не, тогаш ќе преживеавме, па 25-та ќе банкротиравме, не банкротиравме. Еве сега 26-та ќе сме банкротирале, еве нема да банкротираме. Финансиски стоиме многу подобро од било кога. Па мигранти ќе доаѓале, само што не дошле, еве и април помина, јули дојде мигрант, не видов и така натаму. Тие ќе си продолжат со лаги, тоа е дел од нивната политичка стратегија. Ние треба да се фокусираме на она што представува наша цел, иако таа цел е вистински наша цел, ние ќе ја реализираме таа цел. Битно е да во спортски жаргон да се изразам, да го ставиме срцето на терен, ако го ставиме тогаш резултати ќе има. Македонската економија ќе расте побавно и од економијата на Косово, а власта лаже дека сме трета економија во Европа. Обвинуваат денес од СДСМ, повикувајќи се на анализата и бројките од Меѓународниот монетарен фонд. ВМРО ДПМН, од друга страна, потсетуваат дека навремените мерки за време на најголемата енергетска криза дадоа мерки и инфлацијата намалена за 3,4%. Македонската економија ќе расте побавно од економиите во регионот во следните 5 години. Дури и Косово е пред нас. Меѓународниот монетарен фонд ги разби лагите и пропагандата на Мицкоски за некаква трета економија во Европа. Според ММФ, во следните 5 години македонската економија во просек ќе расте само за 3%. Пред Македонија се Албанија со 3,19%, Србија со 3,5%, Молдавија, Украина, Косово со 3,95%. Ова е реалноста и вистината. За време на енергетска криза, кога цените на светско ниво рушат рекорди, во Македонија состојбата е контролирана и стабилна. Наспроти сите прогнози на опозицијата и нејзините сателити, според Државниот завод за статистика, инфлацијата се намали и на годишно ниво и во јуни изнесува 3,4%. Што представува посебен успех, фактот што инфлацијата кај храната и безалкохолните пијалоци изнесува 2,5%, додека кај облека и обувки е 2,1%, бројки во услови на најголемата енергетска криза. Тие што сакаат да креираат лажна перцепција во јавноста, уште еднаш се поразени од бројките. Опозицијата е обструктор на измените на изборниот закон, потенцираше и денес премиерот Христијан Мицкоски, повторно образложувајќи зошто се потребни законски измени во делот за гласањето на диаспората. Ние цениме дека вака како што е моментално начинот на кој што гласа диаспората, односно иселениците, не соодветствува на вистинскиот капацитет. Односно имаме неможност да тие излезат во доволно голем број да го дадат своето право, да го реализираат своето право. Посебно иселениците во Австралија, Канада и останатите прекуокеански земји, тие треба 10 часа да летаат натаму нааму за да го остварат своето право. И ние се обидовме да дадеме предлог кој што беше прифатен заедно со сите други измени кои што ги
содржат препораките на ОПС и ОДИХР. Откако се било завршено, левица се предомислува. Завршено беше се, потпишан беше законот, пратеничката група на левица не сакаше да го потпише, вика ние се сложуваме со се, фала ова што ни дадовте поише пари, еве нема проблем, ќе си ги потрошиме. Ова сега што го прават нема никаква врска со вистината. Тоа е сега театар за мал број гласачи кои што се уште им веруваат. Замислете овие луѓе да добијат можност да управуваат со некоја институција што ќе се случи. И вика, ние не се потпишуваме со вас, знаете, ние сме Робеспиерови следбеници, не можеме со вас и така не може. Ако сакате да учествувате, ќе мора и да имате одговорност. И така рековме, не може. И потоа настапи втората опозицијска партија, СДСМ, па поднесоа илјадници амандмани, секој си наоѓаше некаква забелешка. По ова, последниот предлог на владеачкото мнозинство гласи: седнете, договорете се во опозицијата. Што сакате? Како сакате? Дајте предлог во кој што ќе е вклучено гласањето на диаспората и ние бланко го поддржуваме. Све што сакате, ние бланко ќе ви поддржиме. Само дајте да го завршиме ова до 15 јули, за да може 10 чекори да ни бидат успешно завршени, за да можеме да идеме во следна фаза. Еве, чекаме уште, неколку дена помина, се уште немаме усогласен став на опозицијата. Кога зборувам усогласен став на опозицијата, тука мислам на СДСМ, Левица, Демократската унија за интеграција и дел од пратеници кои што не знам сега како функционираат во рамките на парламентот, но ајде еве вака ќе ги наречам пратениците на Зијадин Села, пратениците на Арбен Таравари. До крајот на годината цената на Ривароксабан ќе биде преполовена. Лекот Фостер ќе се набавува со доплата од само 280 денари, изјави денес на прес директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски, нагласувајќи дека лековите не поскапуваат, туку дека се намалуваат референтните цени. Посвежиот пример со Ривароксабанот, лекој чинеше околу 2200 денари предходно и беше поскап отколку во соседните земји и многу граѓани го купуваа од соседството. Тој со поставувањето на позитивната листа до нова година неговата цена ќе биде преполовена и можем да кажеме ќе биде поевтино отколку во Косово. Вториот пример кој дигна многу прашина во јавности, сакам тоа да го споделам, е Фостерот, која е инхалацијска терапија за астма и за хронична обструктивна белодробна болест. Овој лек беше единствен на пазарот, беше оригинатор. Кога помина патентните заштити, се јави генерички лек од произведен во Европската унија Боцета и влезот на Боцета на позитивната листа секако беше по доста пониска цена. Фостер ќе биде достапен без доплата за граѓаните, само со партиципација, и таа партиципација сега ќе биде 20 денари пониска, ќе биде 280 денари, бидејќи референтната цена на овој лек е пониска. Оваа цена ќе стапи во сила по исцрпување на веќе доставените количини. Железничкиот транспортен сообраќај мора да се интензивира и гранично поедностави за да биде уште побрз и поисплатлив. Со Грција воведовме One Stop Shop, а со Србија во моментов се гради заеднички железнички премин. Изјави денеска вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски. Воведовме One Stop Shop на железничката граница помеѓу Македонија и Грција, што значи дека веќе карго возовите не треба два пати да застануваат кога железнички доаѓаат навака, туку имаат едно застанување, а во моментов работиме на изградба на заеднички железнички граничен премин и со Србија, што дополнително ќе го забрза транспортот. И знаете, нашиот најголем проект, проектот за брза пруга, таму одлично оди работата во подготовка на документација. Очекувам во текот на летото сите документи да бидат завршени, еден по еден се завршуваат и стигаат, сите се во предвидениот рок, така што таму одлично оди работата во делот на подготовка.
Бугарија се соочува со епидемија на мали сипаници, при што досега се регистрирани 446 заболени, од кои дури 368 се деца, покажуваат најновите податоци на Бугарското Министерство за здравство. Според официјалните информации, случаите се евидентирани во 11 области, а најголем број заразени има во Враца, каде што се регистрирани повеќе од 220 случаи. Од вкупниот број заболени, 228 лица не биле вакцинирани против морбили поради возраста или други причини, додека за 37 лица не е познат нивниот вакцинален статус. Бугарија е меѓу 8 од 27 земји членки на Европската Унија кои се противат на отварањето на групата 3 во преговорите за пристапување на Србија. На состанокот на амбасадорите на земјите членки во Брисел, Холандија, Шведска, Финска, Белгија, Естонија, Литванија, Бугарија и Хрватска се изјаснија против отварањето на групата 3 која ги опфаќа конкурентноста и инклузивниот раст. Дипломат кој бараше да остане анонимен за Euronews изјави дека противењето на 8 земји главно се должи на проблемите со владењето на правото во Србија и незиното одбивање да се придружи на санкциите против Русија. Голем пожар избувна во фабрика во грчкиот град Аспропиргос, близу Атина, пошто 11 луѓе беа хоспитализирани со изгореници и со проблеми со дишењето, а тројца од нив се во тешка состојба, објави Екатемерини. Противпожарната служба соопшти дека пожарот избувнал во објект на компанија и ослободил огромна количина топлина. Според медиумските извештаи станува збор за фабрика за рециклирање. Фабриката била целосно уништена, а густ црн чад го прекрил по широкото подрачје, создавајќи задушлива атмосфера. Нови огнени стрели меѓу Белград и Загреб летнаа по изјавата на српскиот претседател Александар Вучич, кој ја обвини Хрватска дека сака да ја види Србија на колена. Изјавата доаѓа во момент кога европскиот пат на Србија повторно се судира со отпорот на дел од членките на Европската Унија, меѓу кои е и Хрватска. Вучич порача дека додека е на функција, Србија нема да биде вреќе за удирање и дека земјата сака сама да ја одредува својата судбина. Ова е уште една епизода во долгата политичка и вербална пресметка меѓу Белград и Загреб, во која европските преговори, вооружувањето, НАТО и регионалната безбедност повторно се споија во една напната порака. Пехчево утре повторно е домаќин на традиционалниот фестивал на дувачки оркестри Пехчево 2026, кој општината ја става на најзначајното место на организатори на Балканот. Звезди на првата вечер се гости од Србија. Почнуваме на 10 јули во петок во 19 часот. Најпрвин ќе настапат пензионерскиот хор од Пехчево, Кверкус Бенд и Мате и Бојана Ѓузелова, тоа се наши локални пејачи и бендови. Потоа продолжуваме со настапот на дувачкиот оркестар Бојан и Богдана Ристич од Република Србија, кои што се победници на Гуча и велемајстори во труба. И потоа го очекуваме настапот на големата балканска звезда Драган Коичкеба за вечерта да завршиме со популарните и наши долгогодишни соработници Brass Brothers. Во сабота фестивалот продолжува уште посилно. Програмата исто така е доста богата. Главна звезда ќе биде Теодора Джехверовиќ, која ќе настапи во 23 часот вечерта. Тука настапот го очекуваме на младите дечиња поточињата, односно фестивалот на детски песнички поточиња и оваа година ќе бидат наши гости. Имаме театарска представа за деца, значи мораме да посветиме внимание нели на најмладата публика. Ќе настапи исто така во доцните вечерни часови и Кеде Кока, а го очекуваме и настапот на познатата група Бело Копче, кои што ги пеат и изведуваат песните на Бело Дугме. Организаторите тврдат дека се е подготвено, а Пехчево очекува гости од целата држава и Балканот. Очекуваме голем број на посетители и туристи, како од нашиот град кој што нели се иселени надвор од Македонија, така и од другите држави и од другите градови на Македонија. Се надеваме дека ќе помине се во најдобар ред. Имаме богата културно-уметничка програма, така да еве ги покануваме уште еднаш сите кои што сакаат да дојдат во Пехчево овие две вечери и да уживаат во 16-тото издание на фестивалот на дувачки оркестри во нашата богата програма. Големиот настан за Пехчево значи 48 часа неповторлив фестивалски амбиент,
Угостителските објекти ќе имаат можност за работа до доцните часови, а Пехчево повторно ќе го покаже и промовира својот туристички потенцијал и познатото гостопримство. Во Македонска каменица се одржа првата форумска сесија на која граѓаните со предлози и идеи се вклучуваат во реализација на проектот за екнување на општинските совети фаза 2, финансиран од швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа, а кофинансирана и спроведувана од Програмата за развој на Обединетите нации во соработка со национални и локални партнери. Овој проект не е само финансиска подршка, туку представува и модел на активно учество на граѓаните во носење на локални одлуки и креирање на развојните политики, што е еден, според мене, најтранспарентен и најинклузивен процес во кој што може да учествуваат граѓаните. Сесијата покажа завидна граѓанска креативност. Имаше бројни проекти кои што беа предложени, кои што потоа ќе бидат евалуирани и затоа еве ја користам можноста да ги повикам сите граѓани активно да се вклучат во наредните 3 форумски сесии кои што ќе следат во август и септември, бидејќи најдобрите идеи секогаш доаѓаат токму од заедницата и најдобрите решенија доаѓаат токму од заедницата, затоа што тие се одраз на потребите кои што навистина им се потребни на граѓаните. Проектот со доминантна подршка беше следниот. Најмногу заинтересираност имаше околу уредување на просторите, конкретно на еден дел од централното градско подрачје. Се испостави дека барањето на граѓаните за изградба на нов еко пазар и базар, на кој што ќе се пласираат локални производи, каде што локалните производители ќе имаат можност да ги пласираат собствените производи. Сепак идејата за изградба на тој еко базар и пазар некако погоди најголем интерес од сите предлози кои што се најдоа меѓу учесниците. По оваа предстојат форумски сесии во август и септември, кога на идентичен начин низ широк граѓански консензус ќе бидат издиференцирани сите проекти, пошто и ќе се пристапи кон реализација. Под мотото "Книга за секого, секогаш и секаде", од денес јавната локална библиотека Илинден Делчево воведе бесплатна достава на книги до домот на своите членови, кои поради возраст, здравствени или други оправдани причини не се во можност лично да ја посетат библиотеката. Пракса која оваа институција во државата ја практикува прва. Некои наши граѓани, за жал, кога е многу топло или многу ладно или по други причини не можат да дојдат да си земат сами книга, затоа по барање на директорката на јавната локална библиотека побара ние како општина Делчево да помогнеме во самата логистика и нашите сограѓани да се јават овде во локална библиотека, кај директорката, кај вработените, сега преку сите платформи кои се на социјалните мрежи, да си нарачаат книга, да остават своја адреса и свој контакт и ние како општина Делчево да најдеме начин истата ова лектира, учебник или ваква стручна литература да ја доставиме до нивните домови. По оваа новина градоначалникот Иван Гоцевски најави и друго. Ние сега како општина Делчево треба да работиме буднина на изновени начин како да обезбедиме и пристап за инвалиди овде до нашата локална библиотека или сега дај Боже во некои подобри време да најдеме нов простор, нов објект за нашата локална библиотека и истите да имаат и таков објект. Од библиотеката Илинден со повик. Доколку имаат потреба од книга, сите наши повозрастни читатели или оние кои што не можат да дојдат до библиотеката, да пишуваат на Facebook страницата, на мејлот на библиотеката или на вработените во библиотеката, па ќе се најде начин како книгата да стигне до секој наш читател. Сите кои имаат потреба од книга, освен преку Facebook страницата и на мејлот на библиотеката, многу брзо тоа ќе може да го направат и преку новиот туристичко-културен информативен центар во општина Делчево. Штипска трансфузиологија во моментов има залехи од крв од сите крвни групи, но во исто време има и потреба од нови количини, потенцира денеска директорката доктор Мери Шорова. Состојбата со крв и крвни деривати во нашата служба е задоволителна. Не можам да издвојам од која крвна група имаме најголема потреба. Од сите крвни групи има секогаш потреба,
така да еве ги повикувам сите граѓани да даруваат крв. Ова е и причина за денеска организираната акција за дарување на крв, зад која стои Црвениот крст од Штип во соработка со трансфузиологија. И поради тоа е многу важно сите граѓани во текот на летниот период да се вклучуваат во крводарителските акции во што поголем број, а се со цел на обезбедување на соодветни резерви на крв за непречено функционирање на здравствениот систем. На хуманиот повик итно се одзваа десетици штипјани, со што се потврди високиот степен на хуманост. Пожелно е секој кој е во можност да даде крв и да донира. Тоа е сепак едно хумано право на секој еден човек и препорачливо. Па сите што можат, кои што можат добро да се даде крв, да се спаси некој живот. Штип има и голема и организирана база на крводарители кои секогаш стојат на располагање исто како и денес. Бидејќи за непон час по повикот во Црвениот крст и трансфузиологија, веднаш се појавија над 20 познати лица крводарители. Во текот на денот акцијата продолжи, а бројот на крводарители достигна околу 50. Неочекувани драстични намалувања на цените на поедини сезонски земјоделски производи донесе денешниот пазар во Кочани, на кој е регистриран зголемен промет од аспект на понудата и побарувачката. На неколку тезги лубеницата се продаваше на парче наместо на килограм, и тоа по фиксни 50 денари, без оглед на големитата. Ако во пилјарите лубеницата чини 20 денари за килограм, овде цената изнесува само 7 до 10 денари. На купувачите им преостанува да го препознаат квалитетот, односно неквалитетот. Постано беше 25, сега 17 динара, може и за 15 динара да се земе. Да, и дињата беше 45 до 50, са 35 динара е. Добро, има и нешто се држе поскапо, нешто поевтино, како си имаме джеп. По значително намалени цени се нудеа и дињите. 30 до 40 денари за килограм, а овошјето, круши, праски, кајси по 30 до 50 денари. Цените се умерени, како и претходниот пазар беше исто и сега. Од 20% до 30% намалени се цените. Кумпирите беа 43 кила за 100 динара. Корнишоните 2 кила 50 динара, ако земе повеќе по 20 динара кило. Добри се ординација. Ако се некој пожале, граата е добри се. Босто има и на дињи, и на праски, и на кајси, добро е. Намалено е, па и производителите што са, не е лесно и на нив. Има намалени цени доста, пиперо падна на 50 динара, красивица 3 кила за 100 кило 40, патиџано 50, има го удоволен број и така. Мислам оти луѓето се задоволни. Одлични се цените. Добри се. Рапидно намалување, бидејќи пазарот е пребогат, преснабден. Големи разлики се регистрирани кај зеленчукот, бидејќи пиперот држи цена од 40 до 80 денари за килограм, доматите околу 50 до 60 денари за килограм, а краставиците паднаа на 20 денари за килограм. По 40 години мирен живот на улица Белкамен, Кочани, не стигна безобразна узурпација на улицата, тротоарот и мирниот живот. Се жалат жителите од оваа улица. Сега одново надојдени Чиче маркет од Видовиште, кои се рекламираат и само декларираат како кванташки на истокот на социјалните мрежи, константно со години злоупотребуваат и узурпираат јавни површини, коловоз со тешки товарни комбиња, трактори, каравани, вилушкари, палети и јавни површини тротоари со регали за пилјара. Се ствара бучова нервоза. Ова се дел од поплаките на жителите од оваа улица на кои тие реагираат до телевизија Стар, барајќи решение за нивниот проблем. Велат дека досега били и во полиција и во инспекција. Со случајот го запознале и градоначалникот, но Чиче маркет и понатаму работи 300 на час и никој не ферма. Уште полошо. На секоја забелешка возвраќаат со пцовки, закани и клетви, појаснуваат соговорниците на ТВ Стар. Ова нив ги разочарува бидејќи ниту една институција не реагирала иако жителите се пред колективен нервен слом. Ова навистина нема никаква смисла, а проблемот е поголем отколку што заспаната администрација мисли. Реакција бргу, зашто ескалација е многу веројатна.
Луѓето зачудено ги гледаат возилата кои во еден холандски град среде лето посипуваат сол по патиштата, но за тоа постои добра причина. Солта се користи затоа што привлекува влага и помага во ладењето на површината, а тоа е една од причините зошто ова се прави во холандскиот град Хилверсум. Во Хилверсум не посипуваат сува сол како во зима, туку влажен солен раствор. Кога тој ќе се нанесе на врелиот асфалт, влагата постепено испарува и при тоа го лади коловозот. На тој начин се намалува лепливоста на асфалтот и ризикот од дополнително оштетувања предизвикани од собраќајот. Утре времето сончево и тивко, температурите до 31 степен, ветрот ќе достигне брзина од 9 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 23%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 31 степен, Пробиштип 29, Облешево 30, исто како и Кочани. Во Виница температурата до 29 степен, во Македонска Каменица и Делчево до 28, во Пехчево 24, а во Берово максимални 26 степени. Според православниот календар, утре е ден посветен на светиот Самсон Странопримец, во католичкиот на Амалија.